Ноам Иври Аданани живее во Сдерот, нешто повеќе од 1 километар од границата со Газа. До неговата стамбена зграда се наоѓа батерија од железна купола која ги соборува проектилите од Газа насочени кон овој мал град. На 7 октомври, десетици вооружени напаѓачи на Хамас упаднаа во Сдерот, пукајки и убивајки повеќе од 40 жители, вклучително и група постари граѓани кои тргнале на патување. Вооружените напаѓачи ја презеле и локалната полициска станица. Како и неговите соседи, Аданани бил евакуиран во хотел на Мртвото море неколку дена по почетокот на војната со Хамас. Откако беше ослободен од 3-месечната должност на резервист во армијата, Аданани и неговата сопруга одлучиле дека е време да се вратат дома. Сето ова време, откако заминавме на 5-тиот ден од војната, си рековме ова е нашиот дом. Ова е местото каде што сакаме да останеме. Нема да им се предадеме на луѓето кои не сакаат да живеат покрај нас во мир. Туку сакаат да ни избркаат и да ни наштетат. И ова е најдобриот начин да продолжиме да си ги живееме нашите животи. Сопругата на Ноам со етиопско-израелско потекло, а Хува, има големо семејство што се евакуирало од Сдерот по нападот на Хамас на 7 октомври. Сите биле за враќање, но таа вели дека понекогаш е исплашена. Кога шетам по улица размислувам, што ако тоа лице е терорист, може да ме застрела и да ме убие. Навистина не се чувствувам безбедно, но немам друго место каде да одам. Ова е мојот дом. Според локалните власти, околу 1/3 од 35.000 жители на Сдерот се вратиле во своите домови. Многу од другите, кои се уште живеат во хотели или изнајмени станови, се семејства кои сакаат нивните деца да ја завршат учебната година во привремените училишта, формирани за илјадниците раселени лица. Моето семејство се уште не се чувствува доволно безбедно, откако вида што се случи овде, и знаејќи дека јас сум надвор од нападот на 7 октомври и им помагам на повредените и ги изнесувам од Сдерот во болница. Сопругата и децата се надевам дека наскоро ќе се чувствуваат безбедно, за да можеме целосно да се вратиме. Но некои жители на Сдерот велат дека никогаш нема да се вратат. Јигал Сал вели дека е травматизиран од вооружените пресметки што се случија меѓу вооружените лица на Хамас и израелските војници пред неговата куќа. Тогаш загинале 4 од вооружените лица и 1 војник. 4 месеци подоцна, делови од облеката на вооружените напаѓачи се уште е на земја покрај зидот полн со дупки од куршуми. Немам веќе чувство на сигурност да живеам во Сдерот. Психички сум уништен и се лекувам. Не можам да престанам да размислувам за војникот кој беше убиен. Имаме 23 години ракети Касам, но никогаш не замислував дека може да стане толку лошо. Само сакам да си ја продадам куќата во Сдерот и да избегам од тука. Контролните пунктови на израелската армија, поставени на влезот во Сдерот и другите заедници во близина на границата со Газа, се преплавени со автомобили на жителите кои се враќаат. Но многу од евакуираните велат дека се уште не се чувствуваат безбедно и нема да се вратат додека Хамас во Газа е закана.